СДСМ полека, но сигурно се консолидира по изборот на новите локални раководители. Одвојувањето на Албанија на пат кон Европската Унија етнички е ризично, а ВМРО ДПМН името Северна го прифатија на сите начини. Изјави Венко Филипче во емисијата Клик Плюс на ТВ21. И затоа поставувањето на нови луѓе, а таму кај што веќе имаме поставено нови општински претседатели, одличен е приемот, поради тоа што консултирам многу голем број, многу широк круг на луѓе, сите тие укажуваат своето мислење. Во тие средби во општински организации, каде што веќе има нови претседатели, дуплиран, па и повеќе од дуплиран е бројот на членови кои што присуствуваат сега на состаноците, пристапуваат и членови на ЗНАМ. Да кажете, и сето тоа дека имаме безмалку нови лица во СДСМ. Да, апсолутно. И сметам дека има партиски другари и другарки кои што со својата работа, посветеност, можат да придонесат стручност во одредени области, широк круг на луѓе со кои што комуницираат во своите средини на живење, на работа, на делување, имаат капацитет да го превземат водењето на тие организации. Споменавте дека има луѓе и кои биле во ЗНАМ. Да, има се поголем број на луѓе кои што декларираа претходно дека преминуваат во друг политички субјект и сега се враќаат, сакаат повторно придонесат во работата на СДСМ. Само уште една теза што мислам дека е многу битна и сме сведоци дека се случува изминатиот период, а тоа е обиди за етничка поларизација по прашањето за евроинтеграција на државата. Сметам дека е тоа многу опасно. Сметам дека е тоа многу ризично. Сметам дека евроинтегративниот процес всушност е интеграција и внатре, и со соседите, и понатаму на секој ниво усагласување на законската регулатива. Затоа апелирам владата сериозно да размисли што поскоро да ја информира јавноста, па и во собранието, каков е нивниот план, доколку тие тоа не го направат, таква седница на собранието ќе иницираме ние од Социјалдемократскиот сојуз. ВМРО ДПМН едно од работите кои што ги ветуваше беше дека го кажува на митинзи немале да користат Северна, ќе го враќале името, сега еве гледаме, ниту го враќаат името во овој целосно интегриран, во целосно блокиран процес во евроинтеграција, сме како возот в снег. Владата не кажува како напред, не може ни назад, не го враќаат името, користат Северна, уште малци ќе почнат да се чукаат во гради, користејќи го уставното име Република Северна Македонија. Меѓутоа, сметам дека добрите политики и добрите политичари носат визионерски одлуки, макар и по цена на сопствениот политички рейтинг. Ако тогаш ги анализираме анкетите тогашни, огромен процент од граѓаните биле против Преспанскиот договор. Меѓутоа, кога сега ги гледаме анкетите, над 80% од граѓаните се чувствуваат побезбедни поради тоа што сме ние дел од НАТО алијансата. И тоа е вредноста. Не може да ги гледаме политиките и конструирањето и на политиките само низ тесно партискиот интерес. Тоа е нешто што сега го прави ВМРО ДПМН. Треба да научи од СДСМ во тој дел и да се изгуби дел од партискиот рейтинг. Битно е државата да оди напред. Битно е да се градат мостови, битно е да се отварат перспективи за младите, инаку почнуваат веќе да размислуваат се повеќе, во се поголем број да напуштат земја. Да, и тоа години наназад.